Уметноста денес, културното наследство утре е темата на годинишно во 8 поред меѓународно биенале во мала графика кое се одржа во Тетово. На изложбата учествуваа 125 уметници од 33 земји од сите континенти од светот. Темата на биеналето е инспирирана од Европската унија. Затоа што Европската унија годинава објави еден програм за промоција на европското културно наследство. 2018 година е година на европското културно наследство на кој што учествуваат сите земји членки. Така да во овој контекст сакав ние да ги добиеме тие идеи за културното наследство во Европа, меѓутоа како едно супериорно културно наследство ставено во границите на целиот свет, пошто ова биенале е меѓународно биенале. А културното наследство во европските земји за мене представува една референца и една супериорност во однос на светот. Биеналето се одржува секоја втора година и за прв пат е организирано во Тетово во 2001 година, кога овој град беше жариште на војниот конфликт. Токму идејата да се спротиставиме на војната и на пукањето со љубов и со уметност беше пресуден момент да почне да екзистира ова меѓународно биенале во мала графика. Значи тоа е веќе 18-та година како се одржува редовно. Да ни кажете за јавноста, што представува мала графика? Биенале во мала графика е формат на графика која се работи до димензии 15 пати 15 и тоа се оригинални дела кои што уметниците ни ги праќаат во текот на годината, а ние полека ја формираме, значи целата изложба и потоа ја изложуваме пред граѓаните на Тетово. Значи ова биенале е единствено од ваков тип во Македонија. Јас сум Катерина Ристовска, инаку сум од Тетово, добитник на втората награда на овогодинишното биенале на мала графика Тетово. Едноставно ми импонира самата награда и фактот дека потекнувам од Тетово, од место каде што сепак се негува графиката како категорија во уметност и каде што сепак нели за некоја случајност најголем број од автори од женскиот пол потекнуваат овдека од Тетово. На изложбата на меѓународното биенале во мала графика, која е најголема во Македонија од ваков вид, Гран при наградата ја доби Едвин Драгичевиќ од Хрватска. Првата награда му припадна на Хуан Джин од Тајван. Катерина Ристовска од Тетово ја доби втората, а третата награда и припадна на Ана Тројановска од Полска.